Добро вечер. Нова епизода Cyber Команда, ако не се лажам, 82 поред. Значи полека одиме на кај 100-ка, на кај јубилеј. Ќе го одбележиме тоа посебно. 50-ка не ја одбележивме, ветивме. Ајде ќе видиме барем на 100-ка дали ќе успееме. Јас сум Филип Петровски. 21:30 редовно на Infomax YouTube каналот и на другите канали, Facebook, TikTok, MikTok, вамте, тамте, горе, доле, фрижидер ако отворите, значи секаде. Да, многу се добри бројките. Благодарам на гледачите, благодарам на сите што не поддржуваат. Морам тоа да го истакнам, иако и во претходните епизоди го кажав. Доаѓаат се повеќе материјали, загрижени граѓани, свиркачи од сите страни ни испраќаат материјали, снимаат, гледаат, пазат. Значи се развива едно навистина право информативно дружество. Што значи тоа? Дека кога државата е под информативна блокада и мрак, постојат алтернативни начини како за се да добиете информации. Она што во моментот можам да го истакнам дека овдека се правите информации, па и мотото е на Infomax информации без цензура. Значи тука се информациите кои што нема да ги најдете на друго место. Чудно е што многу од настаните воопшто не беа предмет интерес на големите медиуми, на корумпираните медиуми, на куќите кои што постојат за да ги обезбедат приватните интереси на фамилиите или нивните газди, а не да го информираат граѓанството, не да го информираат народот. Куќи кои што ве отупуваат со години со турски серии. Значи, ми се чини дека Рубикон е поминат, граѓанството почна да разбира дека со телефон во рака секаде може да направат вест, се што ќе снимат и ќе го достават до нас може да биде интересно, да биде објавено и со тоа да биде информирана целата јавност. На тој начин паѓа во вода системот кој што власта упорно го воведува да ги контролира медиумите или уште полошо, она што го забележувам дека го прават, да пласираат наративи. Значи они као на пример со кравите во Крива Паланка, и тоа не во преносно значење, кога кажувам крави, мислам на крави. Значи со кравите во Крива Паланка пробаа да направат спин, да направат дека политички биле онеправдани кравите или нивните собственички и всушност само ја доведоа целата случка на врвен интерес на јавноста и на оние што не знаеле за кравите да се заинтересираат и сега да стане видлив случајот, а со помош на нашите интервенции, односно нашите објави, да дојдеме во ситуација и да сватиме дека големи циркуси се случуваат и пак истите се поврзани и водат директно до Мицковски. И ми се чини дека сега големите медиуми, односно медиумите кои што беа инволвирани за од ова да креираат случај кој што би бил од политичка корист и добивка за Мицко, сега стануваат баласт. А еве што всушност се случи со кравите. Искрено го одбрав овој рил за да уште еднаш се подсетиме, затоа што и кога изби случајот со кравите, дури и на мене не ми беше јасно. Значи, ако не дојдеше до појаснување, односно деконструкција на целиот случај, ќе дојдевме во ситуација да мислиме дека на вистина, според умот или умоболието на некој што сака да ви направи привид, дека кравите се политички малтретирани. Всушност не е така. Еве што одвоив за вас. 493 крави треба да одат курбан поради политички реваншизам. Ова е обидот на Претходната власт Афла. бевме приморани да избегаме од нашата држава и да отидеме во Швајцарија. Се вративме бидејќи почна да го уништува татко ми. Прво што му се случи, го избрка од работата. Љупчо Николовски точно знае ние кои сме. Сакам да го прашам јавно господинот Љупчо зошто тие решенија уредно не се доставени до нас. Во решението за одземање стои дека добитокот наводно не бил чуван во соодветни услови, со што е прекршен законот за благосостојба на животните. Значи прилогов е брука за македонското новинарство. Ова е брука. Зашто? Затоа што вие не сте побарале коментар за тој што зборите. Прво да ви разјаснам. Пушти ги кои што се сликани заедно со Мицковски. Ова е у Швајцарија сликано?
Прво е тоа, у второ, Лугано. у таа штала, кучело мое да го пуштам, у таа штала ќе се заглави. 493 грла говеда чуват. Од 2020 сликата, еве. Ај се пушти го спотот да видим. Ова е многу јако. Од Крива Паланка. Изборот е јасен. Многу е У јако. Швајцарија Што за ваква снимале. глупост ноторно лажете. Имате кривична пријава за овие крави. Цела Крива Ова Паланка гледате, бара ова, крави некако ова. да бидат собрани, да се превземат мерки. Ова е Заради пат тоа што води кон Бугарија. Законот предвидува дека треба овие животни домашни да имаат соодветни услови за чување. А ако не се чуваат и се напуштени, тогаш законот стапува на сила. Ова е во Крива Паланка под мост. Во исто време, Алфа го објавува овој прилог, Општински комитет на ВМРО ДПМН Крива Паланка реагира дека прилогот е фейк. Значи, Имаше дури и еден- ока на ВМРО ДПМН реагира. Значи, сега тука не е приказка, ама види Љупчо Николовски, овој оној. Него реално има проблем таму. Има 2-3 сообраќајки има дека заради овие крави. Еве ги у Крива Паланка како се шетаат кравите усредено ке по град. Тоа е Милено. регионалниот пат. Еве ги кон Девет. Природа на дело. Во среде центар на Крива Паланка. Еве ги на плоштад. Идат, пасат од паркот, свекињата ги јадат, дрвцата ги јадат. Имаат нападнато дете. Ова е другата страна на регионалниот пат. Евој вика. Добро утро. Политички прогон било. А да кажете види кравите, ние не ги чуваме, ги оставивме така. Памет дали имате маци у главата, дали сте малку нормални. Прилог правите политички прогон против крави. Вака требаше да извести националната телевизија. Ама ќе можеше да извести, прво да беше слободна, второ да не беше корумпирана и трето да ја интересираше информација. Не ви ги интересира креирање наратив и се инструмент за сервис на големите политички структури, на владата, на партијата на власт, на султанот на власт и така натаму. Сега некои зли јазици говорат дека имало тука и некои други врски под масата, за кои што не се збори многу јавно по медиуми, ама членството ги знае тие врски со чуварките на кравите и врвот на партијата. Значи, очигледно е дека станува збор за инструментализација на голема телевизија во обид да се направи добро дело за чуварките на кравите. Ама, ова се претвори во тотално, ефектот е тотално обратен и се дешава медиумски циркус. Прво, јас, например, не би знаел да не го објасневме ние, да не го објаснеше Мечка, да не го објаснеа убаво случајот во детали со илустрации, со крави како јадат дрва во центарот на Скопје и така натаму, односно во центарот на Крива Паланка. Мислам, среќа што не е Скопје до Паланка, и у Скопје ке шетале по центарот кравите. Добро, некои крави шетаат и по Скопје. Значи, во случајов, дај да им направиме услуга, се претвара во тотален циркус, само ради тоа што ние го објавивме ова. Значи, да вообличиме. Ако ќе останеше само лагата пласирана од Афла, ќе мислевте дека имате во државата политички онеправдани крави. Мислам на вистински крави. Значи, животни што ги викаме крави, биле политички онеправдани. Така би било со Афла. Но, вистината е поинаква, врските се поинакви, комуникациите под маса се поинакви и мислам дека ова беше еден брилијантен случај на деконструкција на лагата во 2 минути во рил, кој што треба да го знаете и треба да го имате во предвид, која ќе ви ги пласираат сите понатамошни конструкции. Се што ќе ви дадат како видеоматеријал, како кажана приказна, треба да се сомневате. Треба да се сомневате. Да речеме, треба да се сомневате во господинот Лимани, кој што е министер на Мицко, кој што има призна неделава јавно, дека правел недозволиви работи, поради кои што е на црна листа на САД, односно не му даваат виза да ја посети државата. Тоа може само да се злослорства против човештвото. Затоа не даваат виза. Во контекст на тоа, моите прашања се следни. Како може човек кој што е роднина на Али Ахметија, Мицко се залага против Али Ахмети, да е министер кај Мицко?
Мицко изјави дека му бил куќен пријател Лимани, па малку расчачкавме, па овој да ми ти бил, да му ти бил заменик на Мицко во Електрани на Македонија кога Мицко беше директор, па од таму они оформиле едно присно пријателство. Што значи дека не е битно дали си ти на црна листа, дали си правил воени злосторства. Има нели еден друг случајот со глумец, каде што нели сподобата креатурата кој дошела во тајните служби на тогашна Македонија, денешна Северна, ама затоа што е близок со Мицко, тоа не е битно. Значи не е битно што си правил, ако го слушаш Мицко. Еве да се подсетиме за Лимани што беше кажано во тешки муавети. Фатмир Лимани денеска излезе да каже дека он прекршил еден куп меѓународни закони и права и затоа не му дале денеска се оправда за да се дозакопа. Прекршил меѓународни правила, меѓународни закони за да го врати Али Ахмети у Македонија. Де факто правел идентистички работи, срамота, тероризам. Ова реакција следи, го изнервира изгледат политичките партии. Че ние уште во неделата доставивме прашања до министерот, лично му пишавме на него. И треба да одговори. Мелот на министерството. Дали е точно дека бил одбиен за виза за патување во САД? Не добивме одговор на тоа прашање и кога помина време се потврди дека е точно. Помина, ние го напишавме текстот и објавивме дека нашите наводи и сериозни информации се такви дека тој не добил виза за патување во САД. ВМРО-ДПМНЕ и оваа влада на ВМРО-ДПМНЕ се представуваше како влада со најдобри односи со Соединетите Американски држави во историјата на држава. И сега ти една таква влада имаш министер кој што не може да се појави во Америка, кој што прашање дали може да се појави во некоја друга држава без да биде уапсен. Никаква работа да обавува надвор од територијата практично на Македонија. Тоа е проблем за државата. Овде он не кажува конкретно дека има забрана само за Америка. Значи според меѓународното право, за тоа што го правил 2001 може да има за воени злосторства и за злосторства против човештвото. Пречката вели за слободно движење произведува од фактот дека жртвува все за да го врата Али Ахмети заедно со неговите деца и пријатели во неговата татковина, користејќи начини и средства забранети според меѓународното право. И сега, овој човек е министер на Мицко, му бил куќен пријател, а се поврзани од Електрани. Сега, уште едно прашање, господине професор, доктор, пријател, врховно политичко суштество, божество и све друго што не спомнав, се извинувам поради тоа. Овој човек треба да биде под истрага. Воени злосторства не застаруваат. Прво треба државата да даде одговор. Кој е овој човек на вистина? Што правил во 2001? Многу е битно за овие што се глуви или слепи, да подсетам, дека во 2001 овој тип што е министер во владата на Мицко и не случајно повторувам, беше у структура што ја нападнала Македонија, што е напад на Македонија од надвор. Структура што го нападна уставниот поредок, бараше да отцепи територии и убиваше македонци. Убиваше безбедносни сили. Структура која што, ако не беше зауставена со жртвите на македонските бранители, ќе ја поделеше Македонија. И се тоа не е битно за ниеден орган на прогон. Никој не дискутира кој е овој човек, ама многу битно он му бил домашен пријател на Мицко. Запрашајте се. Зашто се дрзнуваат они? Вака да ве третираат, кои идиоти. И да ви кажа, па, нема везе, он воени злосторства 2001 сам признава, у изјава, ама он е куќен пријател со Мицко. Значи, најбитно е само да сте блиски до Мицко. Друго не е битно. Ни криминални злосторства, ни се што било претходно. Епа, News Flash за вас од власта што гледате. Мора да дојде ден кога ќе одговарате за овие работи. А и за други. Ко, например, Ѓоко Construction. Прво, за Ѓоко Construction лажеа дека немало донесена одлука на влада. Лажеа. Второ,
сме расфрлале Лаже. пердови и сме ширеле шпекулации. Излезе дека е точно. И трето, имало физибилити студија направена од СДСМ. Значи тоа се 3 лаги со кои што И се тоа не е обидуваат точно. да ја искриват вистината што ја кажувам. Како Таравари раскинал јавна набавка ако јавната набавка не била спроведена? Што раскинало? Значи, Мицковски лажеше дека немало јавна набавка за да каже дека ние шириме пердови, фрламе пердови. Тоа значи дека за да раскинеш набавка треба да има спроведена набавка. Така да фатене во лагата тука. Прошлата недела беа фатени со набавки на аспарагуси, млади говеда, сирења, кашкавали и јајциња, најмалку 300.000 евра за пат у Будимпешта, 500.000 евра набавка за настрешница, 500 милиони денари на пирамид билдинг од сите општини низ Македонија и владата, 813.000 евра за изнемување на опрема за симултан превод, Стентон градба у Велеске што ќе прави парк за 400 милиони, колку беше таму. Со Џока раскинате договорот поради вас да не спомнеше тука ги стераше по список така да партали ги прете. Од државниот наш буџет си заштедивме 90 Дај милиони. мал. Иако само за Ѓоко Construction сакав, овдека можевте да видите листа и попис на сите циркуси што ги правеа. И пак ќе кажам, да не беше овој начин, овој пристап, ова масивно и масовно информирање на граѓаните на алтернативен начин, преку YouTube, Facebook, преку Infomax порталот и така натаму, да не беше овој начин, Ѓоко Construction ќе си направеше 90 милиона дил, евра. Зашто? За ништо. За нешто што може да биде асет или добро, или добробит на Скопје и на Македонија, за нешто што треба да го одржува, финансира или државата, или градот, за нешто што треба да не биде товар кој ќе отидете у болница, него да биде ефтино, пристапно и направено според сите нишани. Не заради тоа што мене така ми се кефнало, туку заради тоа што таму идат луѓе кои што имаат мака, често терминална, и треба да можат брзо се паркираат, тоа да биде ефтино и тоа да биде на товар на државата. Побогу бе, плаќаме цел живот здравствено осигурување и не можеме да отидеме на лекар без да не очерупат уште 2, 3, 5, 10 евра плюс за паркинг. И плюс одозгора на тога, што би рекол Госан Заев од Дубај, одозгора на тога, уште за паркинг да се мислиш дали има место или нема место. Па ова е тотална брука. И пробаа приказката да ја расшират, односно да ја покријат, еве народот ако не ќе, тогаш не го даваме. Што има народот да сака или да не ќе? Ова беше класичен криминален договор, у кој што има многу сомнителни елементи. И еден ден ако бил потпишано, јавното обвинителство мора да седне да го истражува. Затоа што не се раскина ради тоа што на Мицко му текнало да биде многу поштен, туку се раскина под притисок на јавноста, под притисок на Инфомакс, под притисок на се што излезе и народот што реагираше. Па излезе Мицко, народот ако не ќе, еве ние, нема што да сака или да не ќе. Вие го потпишавте, но после свативте дека излезе изметот на површина, почна многу да смрди и се залепи смрдејата за вас. Затоа се тргнавте од тоа. Но еден ден ако бил потпишан со Ѓока Construction, тоа е очигледен, очевиден, 100% криминал. И како таков треба се третира, според мене. На тој начин, ни Таравари, ни Лимани, ни Мицко, ни Свети Мицко, ако почне истрага за ваквото здружување со компанија на која што и паѓале тунели у Албанија, ако почне истрага, ќе се мислат и за пирамиди, конструкции и за се друго. Што ги имавте во ова кратко рилче претходно, кои што ги објаснивме во тешки муавети, кои што можете ги најдете и издвоено во рил на сите платформи каде што има видеа, но можете да ја најдете и епизодата да ја погледате. Значи, она што ми е поентата е дека треба да се информирате од тука.
Не викам да ова што го кажуваме ние дека е догма, не е Библија. Може ние и да погрешиме. Никој не е 100% исправен. Кој работи и греши. Но, се трудиме да ги извадиме работите на поинаков начин, од поинаков агол и она што е сокриено да ви го доставиме. На увид, да го видите. Она што секој сум инсистирал дека треба да го правите. Кога се ова ќе го добиете како информација и од нас, да го размислите дали е логично, дали е навистина така или не е така, да ги согледате деловите кои што се во информацијата вградени и да носите заклучок. Значи морате да имате став. Можете да немате став, онда ќе бидете дел од кравите што пасат во крива паланка, слободно. И ќе ве шетаат ваму и таму. Ако сакате да бидете дел од стадото, да немате став, тоа е ваше право, ама и тоа е став. Ако сакате да бидете мислечко битие, и во крајна линија зоон политикон, што ја мислам дека сите ние сме во крајна инстанца, тоаш морате да ги примате информациите од Афла, Мафла и другите, кримогени структури, ангажирани структури за перење на мозокот, значи да ги взимате со резерва и истите да ги размислите од еден, друг, трет, четврт агол. И секогаш имате обврска да поставите едно прашање. Зашто оваа информација сега ми ја пласираат? Што има у позадина? Не работат, а не кажуваат без намера. Или нешто покриваат, или за нешто ви свртуваат внимание на друга страна. Ова ви го тврдам најодговорно. Што и да ви пуштат како информација, или дезинформација, или наратив, од нешто ви одвлекуваат внимание кон друго, или од тоа што се случува, да го стават у обланда, да го видите на друг начин. И затоа вие треба да се уклучите и да погледнете алтернативни извори и да донесете заклучок. Или, кој што реков, pardon my French, ако сакате си бидете дел од стадото, во крива паланка си пасете по улици, пасете си, никаков проблем. Уште една последна деконструкција за вечер, четврти елемент, кој што сакам исто така да го искоментирам, бидејќи беше многу битен оваа недела. На мене мислам дека ми е дури во политичко значение и број 1, затоа што се работи за човечки животи, затоа што се работи за голема групација, голема бројка и процент на вработени луѓе кои што живеат мизерно, на граници на преживување, затоа што политичката елита не ги разбира. А не ги разбира затоа што имате заговор на врвот на пирамидата против оние на дното. И оние на врвот на пирамидата што јадат беби биф, аспарагус, манго, папаја, банани и 500 кила ореви од ваши пари, не може да сватат како ви е на вас дека вие се размислувате дали ќе купите 100 грама ореви. Ајде кажете ми дека не е така. 100 грама ореви се бројат. Дали да ги земеш, дали да не ги земеш. Ама тоа оние горе не го разбираат. Затоа што имаат по 3-4 евра плата, може кога сакаат да се договорат да си ги зголемат платите, кога сакаат може си го изменат кривичниот законник, па ни за криминал да не се одговара. И одеднаш им смета што синдикатот вика, зголемете го минималниот труд, односно минималната плата на пишливи 500 евра, што не се 25%, помалку од 20% од вашата плата, а ако се земат сите приходи, ни 10% од вашата плата, и овие тука најдоа политика. Ама заборавија дека со истиот човек шурува, шуш-буш, под маса, правеа тајни состаноци и договараа како да го рушат СДСМ, кој што требаше да биде срушен. Ама, не им е мило сега да се збори за тоа време. Зашто до 8 мај било што било, сега е нешто друго. Па како и за 27 бранителите, како и за Македонија повторно твоја, Македонија повторно горда, све што заборавија, сега сакаат да заборават и за овие средби.
поднос на политичките етикетирани обвинувања и претходната влада ме етикетираше и ме обвинуваше дека сум човек на ВМРО-ДПМНЕ. Поради истите причини. ВМРО-ДПМНЕ во тој период како политичка партија се состануваше со нас на неделна основа, ги координиравме сите активности и даваа поддршки, ги предлагаа нашите амандмани, излегуваа со нас на протестите пред Министерството за финансии. На 40 степени не им беше проблем да застанат рамо до рамо со нас, за да добијат одредени политички поени користејќи работничката борба на Сојузот на синдикатите на Македонија. Денеска веројатно им пречи тоа што сме исто така како до сега подеднакво гласни. Од кога е новата влада, веројатно очекуваа ние да бидеме понизни, да бидеме послушни. Пробаа да не напаѓаат нелогично бараме 450 евра минимална плата, дека нема таква работа, дека државата не може да си дозволи тоа, дека бизнисот патем со кој седеа на маса еднаш неделно не можел да го издржи тоа и дека било многу тешко, а профитите енормно им се зголемуваа. Излегува и директно од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ со етикетирање еден пратеник кој патеме платен од наши пари во време на работното време во 11 часот трчкаше до партиското седиште за да држи пресконференција. Како Слободан Трендафилов бил во координација со опозицијата, да, точно е, беше во координација со опозицијата, меѓутоа кога оваа власт беше во опозиција и кога даваа поддршка безрезервна на ССМ за растот на платите, вклучително и за растот на минималната плата, и веројатно тоа што ми е најкриво е што на тој човек веројатно и во партија му ги кријат информации. Не му кажуваат докрај со кои се координирам во овој момент, колку пати сум бил на тајни средби во владата на координација со високи партиски и владини функционери, колку пати сум бил на тајни средби во парламентот со исто така негови колешки и колеги кои барале од нас информации. Еве го охрабрувам да ги праша и на следната пресконференција да каже колку пати се случило тоа, за да биде фер и спрема јавност. Перфектно. Перфектно. Демаскирање. И ова не е негирано. Тие чистачите што ги праќаат од парламент, мислам, чистачи од општински комитети, што ги наградија со пратенички позиции затоа што беа против мене кога Мицко се обидуваше да се етаблира меѓу членството кое што нити го знаеше, нити го препознаваше во 18-19. Тие чистачите не може да се фатат на мал прст на овој човек. И најмалку битно е тоа. Многу побитно е. А значи сте одале на тајни средби, другари. Значи сте ровареле со Сојуз на синдикати. Значи сте правеле алаш вериш подбуцнувања протести. Ама до 8 мај. Сега кога седнавте у фотелите, бејби биф кога почнавте да си купувате и по 600 кила банани, за кои што никој не даде одговор зашто се 100 денара кило платени, што исто мислам дека треба да биде предмет на истрага на обвинителство, 70 денари се. 70 денари се у маркет. На мало, а на големо би биле сигурно 60, можда и 50. Ама ние ги плаќаме, се извинувам, белата палата и белата шампита ги плаќаат 100 по кило. Има тука чуден процент, голем, 70-80% на билдање на цената. Кај одат тие пари? Зошто се даваат? Дали ги бута некој тие пари во джеп? Има тука работа за обвинителството. И тоа само една ставка. Биф, миф, ако се истражи, кој знае колку има тука разлика? Јас сакам да знам. Колку е разликата? Која прави и кај завршуваат вишокот пари? Нели? Бидејќи имате пари за 100 денара банани, а немате право за зголемување на минималната плата на луѓето кои што во главном тие со минималната плата ве гласаа вас. Тоа ќе ви се удри од глава, многу брзо. И затоа аплаудирам. Ова беше едно право, прецизно и машко интервју. Со сите нишани. Да ве демаскира, дека сте подбуцнувале, дека сте правеле све под масак, скришно, тајни средби, само да се доберете до власта. И сега он е од СДС или за СДС. И многу ми е мило што е човеков упорен и што ве демаскира. Имаше и фотографии по интернет. И ова практично, оваа епизода, од кравите, Ѓока Construction,
Лимани до Сојузот на синдикати покажува едно врвно лицемерие. Според мене, дека гајле немате, не ви чуе, не ве допира како живее обичниот човек, дека ви е битно само она што ви се случува на вас, во смисол на приходи, привилегии и седење од озгора на тронот и смеење на обичниот народ. Дека ги користите сите дозволени и недозволени алатки за перење на мозок, дека пласирате воглавном невистини, воглавном информации кои што се за да се контролира рейтингот, а дека обичниот човек кој што се мисли за 100 грама ореви не ви е ни 0,1% од времето во фокус да му го подобрите животот, да направите нешто и за него. И да намалите, например, ДДВ, да симнете давачки, струјата да ја олесните сметката, евентуално бензините, ДДВ-то на храната и така натаму. Ништо од тоа не го размислувате, затоа што од тие пари го финансирате раскошот и трошењето непотребно според мене во најголем дел од случаевите, раскошот и трошењето, убавиот живот, богаташки, елитистички, на кој што мислите дека сега имате право, затоа што го излажавте народот на 8 мај. Ова беше Сајбер Команда. Благодарам за вашето внимание. Продолжете да не гледате. Праќате и понатака информации. Сите вие сте носител на информација. Секој ваш телефон може да сними што прават и каде прават. И благодарам што праќате, а ние ќе објавуваме. Затоа што вие сте тие што според нас не смеете да бидете манипулирани. Никош не заборавајте, за се што ни се случува, виновни сме ние самите.